Добар ден во пладневните вести на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните предвидени за ова издание. Останете со нас. Штипскиот стоматолог Зоран Чидров заедно со уште 6 од Балканот го искачија врвот Тибан Сима или познат како Лиринов врв на Химелаите. Општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција која ќе се одржи утре во периодот од 9 до 16 часот во просториите на локалната самоуправа. Утре 7 септември општините Кучани, Делчево и Пихчево ќе го одбележат денот на ослободувањето. Делчево и Пихчево утре ќе одбележат 71 година од ослободувањето. По тој повод предвидени се низа свечености и во двете општини. Со свечена програма в понеделник општините Делчево и Пехчево ќе го одбележат денот на ослободувањето. Светлата слобода што дојде точно пред 71 година широко ги отвори вратите за развој на нови зафати и продолжување на револуцијата и за се што било срушено. Од тогаш Делчево и Пехчево секоја година на 7 септември ги прославуваат годишнините од ослободувањето, кога борците од 4-та Македонска народно-ослободителна бригада во раните утрински часови ги ослободиле Пехчево и Делчево, прогонувајќи го фашистичкиот окупатор. Свечената програма во Пехчево ќе започне во 10 часот со полагање на свежо цвеќе пред пистата на Ванчо Китанов, а ќе продолжи со свечена седница на Советот на општина Пехчево, доделување на плакети и благодарници за граѓани и фирми што придонеле во развојот на општината и нејзина промоција. Во Делчево пак свеченоста ќе започне во 13 часот со отварање на изложба на карикатури на македонски револуционери и војводи на академскиот сликар Никола Ангелковски. До 15 часот во просториите на општина Делчево ќе се приреди свечен прием, а во 18 часот ќе се положи и свечо цвеќе пред споменикот на паднатите борци од народно-ослободителната борба. Свеченоста по повод ослободувањето на градот Делчево ќе се заокружи со културно-уметничка програма. А по повод денот на независноста на Република Македонија, општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција која ќе се одржи утре од 9 до 16 часот во простории на локалната самоуправа. Со крводарителска акција општинската администрација во соработка со Црвениот крст ќе го одбележи 8 септември денот на независноста на Македонија. За акцијата да биде поуспешна и да се соберат што поголем број на крвни единици, свој придонес можат да дадат и граѓаните на општина Штип. На 7 септември, значи тоа е во понеделник, ќе организира крводарителска акција на која што може да учествуваат сите заинтересирани граѓани, а во најголем дел истата е посветена на администрацијата во локалната самоуправа, повеќе до сите наши колеги и воедно до сите граѓани на Штип да помогнат со тоа што ќе даруваат крв, да спасат животи на некој начин хуманитарно, така да кажам да го одбележиме овој 8 септември денот на независноста на Македонија. Годинава општинската организација на Црвениот крст Штип има организирано на 30 на хуманитарни акции за собирање на најдрагоценната течност. Во периодот што следи покрај организирање акции за собирање крв се подготвуваат и за државниот надпревар по прва помош. Во наредниот период редовно ќе се организираат месечно по 1 до 2 крводарителски акции. Во наредниот период ни следува и учеството на државниот надпревар по прва помош, кој што оваа година се организира во Крива Паланка. Екипата која што победи на општинскиот надпревар се подготвува под полна парија и се надеваме на добри резултати. Локалната администрација од Штип е една од ретките која редовно се вклучува во акции за дарување на крв, помагајќи им на сите оние кои имаат потреба од оваа течност која живот значи. Штипскиот стоматолог Зоран Чидров заедно со уште 6 од Балканот го искачија врвот Тибан Сима или познат како Ленинов врв на Химелаите. Врвот е висок 7134 метри, а експедицијата Балкан Тим го искачувала 2 недели. За оваа активност потребни им биле поголеми финансиски средства или 50.000 евра. Сон на секој алпиниста да се искачи на овој врв. Тој го има освоено и врвот Монт Блан.
Мотоклубот Винеам од Виница во хумана мисија по повод Денот на независноста 8 септември активно се вклучи во 24-тото моторели на Македонија под мотото Независност. Моторџиите од мотоклубот Винеам први се приклучија во одбележувањето на Денот на независноста или подочно во 24-тото рели на Мотофедерацијата насловено Независност. Како домаќини на повеќе од 500 моторџи од Македонија и странство, денес на плоштадот Ангел Винички организира и хуманитарна акција за потребите на Црвен крст, подржувајќи го мотото на релито. 4 години више поредници сме домаќини на овој содружен рели. Релито се вика Независност Македонија. Така? Домаќини сме овде правиме и тука прават пауза, одмарат се. Ние членовите од Мотоклубот Винеам сме исто активни учесници во оваа акција. Собираме прибор за лична хигиена, опрема за лична хигиена или кој што има од дома, ладна водичка и така. Меѓу фановите и подржувачите на релито Независност и неколку иселеници кои со своите луксузни мотори доаѓаат директно од Швајцарија. Доаѓам директно од Швајцарија за моторели во Македонија. Ме мотивира пред 3 години прилика, последен пат. Патувам секаде кај што има моторели. Мотивиран сум како возач. Највише што е дружењето, например во Македонија, дружењето, убавото време пред се, оваа година се погоди малце подобро. Инаку сум од Градец. Така? Играам у Виница. И ти се вклучуваш во одбележување на... Да, доаѓаме втор пат, со другаро бееме 2011-та, многу убаво. Со моторот доаѓате од Швајцарија? Да. И сега речеме да дојдеме, се дружиме со нашите дружи тука. Така. Фан ли сте на овој спорт? Фен, да. Секој слободно време, секој половин сат го користам за мотор. Традиционалното меѓународно рели веќе 24 години наназад успешно е реализирано од страна на Мотоциклистичката федерација и може да се каже дека е една од најстарите манифестации кои во континуитет се организираат за одбележување на Денот на независноста. Релито започна од Скопје, Куманово, Кратово, Пробиштип, Кочани, Виница, продолжи кон Берово, Струмица и вечер завршува во Стар Дојран. Автомото Сојузот на Македонија информира дека од утре 7 септември заради започнување снимање филм на сообраќајот околу сообраќајот на обиколницата во Скопје нема да се одвива. Согласно одобрението од Министерството за транспорт и врски и од известувањето од Мануфактура продукција, известуваме дека за потребите за снимање на филм се воведува временска измена на режим на сообраќај на делница 3 автопат 2 Клучка Хиподром до Клучка Сарај за период од 7 до 28 септември во период од 7 до 19 часот за секој од наведените датуми, стои во соопштението. АМСМ препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засениците, Кочани Делчево, Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Најмалку 6 лица загинаа, 20 се повредени, откако тркачки автомобил излета од патека и удри во група гледачи за време на рели во северниот дел на Шпанија. Несреќата се случила во саботата во градот Карал за време на Корунја релито. Во несреќата животот го загубиле 4 жени и 2 мажи, а уште 20 лица се повредени, од кои 2 се во критична состојба. Полицијата ги истражува причините за несреќата. 66 годишен аргентинец 6 години ги држал во кафе својата сопруга и аутистичниот син во куќа во местото Мар де Плата, околу 400 километри од главниот град Буенос Ариес. Тоа е потресна приказна. Кога влеговме во куќата, тоа беше чисто лудило, изјавил за локалните медиуми правосуден извор кој сакал да биде неименуван. Поранешниот зидар направил импровизиран кафес во кој што 6 години ги чувал затворени својот 32 годишен син и 61 годишната сопруга, која што патела од психички проблеми. Ужасот е откриен откако правосудните органи наредиле претрес на неговата куќа, по дојавата во полицијата од другите синови на двојката. Поранешниот председател на Чешка Вацлав Клаус иницираше петиција против имиграцијата, со која повика владата да ги обезбеди внатрешната и надворешната безбедност на државната граница со сите средства, вклучувајќи ја полицијата и армијата.
Клаус повика на отфрлање на квотите за бегалци и почитување на важечките договори во политиката за азил и одбивање на притисокот за промена, што би олесниле понатамошната емиграција. Петицијата прв ја потпишал Клаус и објавена на интернет. Со почеток во 16:30 третолигашите го играат второто првенствено коло во рамки на есенскиот дел од третата македонска фудбалска лига Исток. Дербито на колото се игра во Делчево, каде домашниот тим на Брегалница Голак ќе го пречека тимот на Беласица. По двете победи кои што ги забележаа во првите кола, екипите на Брегалница и Беласица се очекува на градскиот стадион во Делчево да одиграат квалитетен натпревар кој ќе ги задоволи вкусовите на љубителите на фудбалот. Во рамки на второто коло интересен дуел се очекува и на натпреварот помеѓу екипите на Академија Пандев и Саса од Македонска Каменица. Новиот третолигаш го очекува тимот од Македонска Каменица кој во првото коло загуби, додека тимот на Академија Пандев убедлива победа оствари на гостувањето кај Штипски баби. Во останатите надпревари напредок Здраве Радово го пречекува тимот на баби од Штип. Работник Џумајлија е домакин во дуелот со Плачковица, Овчеполе ќе ја пречека Слога 1934, додека во последниот надпревар силите ќе ги одмерат екипите на Карбинци и Осогово. Уште една информација за спортот. Кошаркарската репрезентација на Македонија попладнево во 15 часот го игра вториот надпревар од Европското првенство во Загреб против Холандија. Голема поддршка македонската репрезентација имаше и од 1500 македонски фанови на кошарката. Овде е крајот на вестите, гледајте не повторно во 16:30 часот и информирајте се за настаните кои одбележаа изминатава недела. Пријатен ден!